Остави ти, Керко. Немој да креваш тешки работи во оваа состојба. Хаџер. Бремена ли е? Господјо, се срами да ви каже. Би се срамел ли човек од својата мака? Хава? Хава? Повели, мајка Захиде. Седни до мене да те видам малку. Дојди и ти, Хаџер. Вчера сонував многу убав сон, ќе ви го раскажам. Се надевам дека е добро. Пеев една песна која не ја знам воопшто. Песна, но приспивна песна, ти се верува ли? Додека ја пеев таа приспивна песна и додека се клатев на лево и на десно, што да видам? Во рацете го држам најубавото девојче на светот. Господе. Личи на нашата Хава. Се надевам дека е така. Дај Боже, мајко. Навистина. Се надевам дека Господ ќе ни помогне. Колку сум среќна. Знае ли Махмуд? Трпезата на Мирза Еминов денеска ќе биде побогата од кога и да е. Ви реков да кажете порано. Долго време помина, откако господја Захиде се насмевна. Се надевам дека војната ќе заврши наскоро. За неколку месеци и Сеид ќе се врати дома. Тогаш ќе имаме една голема прослава. Дај Боже, мамо, се надевам. Се ближи времето и за тоа, господјо. Гранките на дрвото ќе се прошират насекаде за неколку години. Да. Се надевам дека ќе се врати и ќе создаде семејство. Може би со сестрата на снаата на Мемедови, Јузиде. Која и да е таа среќничка? Слушнав дека дошла да биде покрај својата сестра. Аха. Да му испратиме ли на Батесеите една слика од неа? Ако му се допадне, можеме да ја побараме и пред тој да се врати. Може би и можеме. Побара една слика од сестре, но те молам, немој да ја даваш ни најмала надеж, господјо Хаџер. Немојте да се грижите. Да ја покажеме слика од Батесеит, мајко. Што? Сеид ли нема да й се допадне? Таква нешто не е можно. Нека му се допадне таа на Сеид најпрво. Уште од сега почнавте со улогата на свекрва. Ако бев свекрва, ке и бев свекрва и на мојата невеста тука. Пат на лево стапица. Останатите или пат на лево стапица, или... Очигледно дека не се предале. Nani, nani, bebence, na dvor pее. Погрешно ја пееш. Ленце пее кукури. Погрешно ја пееш. Тебе ми те вика да измиеш. Треба да одиме на нивната фарма. Како мислиш? Тие му дадоа најмногу злато на бебето. Ке појдеме рака да им бакнеме. Поточно, чекав да се вратиш повторно. Ја убедив свекрва ми дека ќе дојдеме заедно. Сега е вистинско време. Во ред. Ќе одиме, ајде. Nani, nani,
Студенце, на двор пее петлен. Напред! Паднахме во стапица! Влокот Саид? Саид? Мора да нападнеме. Ајде. Војници! Ајде, одете напред! Нема повлекување! Владимир! Сеид! Сеид! Таму! Саид! Саид! Владимир! Саид! Владимир! Издржи! Тука сум, брате, издржи. Знаев дека ќе додете. Војско! Засолни се! Издржи, брате, ќе те одведеме од овде. Готово е, Саид. Готово Не е. зборувај глупости, ќе те одведеме во главната база. Паднахме во стапица. Но не се повлековме. Знам, знам. Ги нападнав. Издржи, брате. Ги нападнав. Се повлекуваат. Види, гледаш, слушаш ли? Успеавте. Владимир, успеавте. Ние победивме, Владимир. Ти успеа, Саид. Ако не пристигневте... Молчи. Замолчи во редот. Не си змашури. Готово. Готово. Ќе те качиме во кочија. До утре наутро ќе бидеш во седиштето. Веднаш ќе ти ги преврзат раните. До вечер ќе можеш и да танцуваш. Во засолниште! Доведете ја корчијата! Војско! Војско! Брате, Кажи ми... Замрзнало ли езерото? езерото... Да, езерото е смрзнато. Ти ветувам ако се спасиме. Од овој пекол. Сите петорица ќе се вратиме. Ќе се вратиме заедно во Алушта, верувај ми. Сите заедно ќе пливаме во езерото. Ќе се вратиме. Ќе се вратиме дома, Владимир. Ќе им се вратиме на нашите сакани. Владимир. Владимир! Владимир. Прости ми.
Жал ми е, брат. Задоцнив. 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 Татја? Миша? Одлична беше. Джилил напиша дека треба да се вратиш во Москва. Кога се врати? Вечерва се вратив. Се избањав и веднаш дојдов да те видам. Да. Можам да се заклонам дека денеска те видов на пазарот. Посакував да дојдам порано. Ке има време да ти купам цвеќе. Ми заличи на тебе? Знам дека ти недостасувам. Ајде, дојди. Мојата кочија чека долу. Да одиме кај мене. Ке зборуваме намира. Кај Сејт ли ке престојуваш? Да, додека Сејт и Джилил не се тука, куќата е моја. Ајде. Повелете. Ако се појави бирократска пречка или што знам, не можете ли да дадете задача настрана од фронтот? Тој ќе извалка честа на вашиот иден сопруг. Знаете, неговиот живот е најважен за мене. Не е можно, Валентина. Не отвараја темава. Љубов? Дојди со мене. Кудрата Валентина ќе го испреќа саканиот еден ден по веридбата. Оваа приказна ме подсети на некого. Што се случува, Шула? Беше многу тивка и на вечерата. Знаат за Сејт. Нина им кажала. Тоа е пријатно изненадување за твоето семејство. Само голема тишина. Погледни. Се обидуваат да не ме погледнат во очи. Се чувствуваш ли виновна поради Сејт? Не, никогаш. Само не сакав да дознаат на овој начин. Замислував други работи. Колку добро се разбираат. Не испуштаат ниту една можност за да останат сами. Нетрпелива сум да ја слушнам добрата вест од нив. Простете, бароницата остана сама. Нели ти мислиш исто? Се разбира дека сакам Шула да биде срекна колку и сестра й. Ке видиме што ќе ни донесат наредните денови. Поправо си. Сега приоритет ни е војната. Ова изненадување не би било убаво штом Сејт не зборувал со твоето семејство, но не грижи се. Секи биде како што сакаш. Не сум многу сигурна во тоа. Немој да губиш надеж. Сејт е благороден. Добро од турчин е, но богат турчин. Успешен, чесен војник.
Единственото нешто што ми е важно е тој да биде човекот што го сакам. Секако, тоа е најважно. Ако твоето семејство е вознемирено поради озборувањата за Сеид, јас ке гарантирам за него. Јас ке им кажам дека е тој многу искрен и чесен човек. Тие најпрво ке сакаат ти да бидеш среќна. Времето минува различно таму. Никој нема сила ниту време за да земе молив. Но, ако му се случише нешто на Джелил, сигурен сум дека ќе слушнеше. Добра вест е тоа што нема никаква вест. И Петро вели така. Често ли се гледате со Петро? Од време на време. Последен пат дојде пред да замине кај Шула на југ. Сестрина Шула ќе прави свадба. Значи дека сега не е тука? Не. Добро. Стој настрана од Петро овој период, Татја. Не го примај дома. Зошто? Затоа што се зборува дека работи со бунтовниците. Им помага финансиски. Се сомневаме дека ни работи зад грб. Петро да работи со бунтовниците? Ова е најголемата глупост што сум ја слушала. Верувај ми, Татја. Знам некој работи. Не е можно. Петро е еден од главните цели на бунтовниците. Неговото семејство е едно од најблиските до царот. Тој е непријател на бунтовниците. Состојбата е премногу збунувачка. Но послушаме те, молам, Татја. Богат човек како Петро, зошто би се здружил со бунтовниците? Тие се обидуваат да ги привлечат само сиромашните и сиротите војници. Се сеќаваш ли? Вие зборувавте дека е така. Долго време на оваа маса го зборувавте тоа. Да, така е. Но ако се смени поредокот, Петро сака да го зацврсти своето место. Како и да е. Да не ти изморувам повеќе за ова, Татја. Доцна и ти си изморена. Сигурно сум дека Петро нема никаква врска со тоа. Во ред се. Запамти го ово што ти го кажав. Во ред ли? Јас сум тука долго време. Ако ти затреба нешто, пред да појдеш кај Петро, дојди кај мене. Во ред. Добра ноќ. Ти благодарам за прекрасната вечер. Се вратам жив во Алушта. Ќе пливам и за тебе во езерото. Ти ветувам, брате Владимир. Шула? Сакам да разговараме. Не мислиш дека доволно ме казнивте со вашето молчење? Сега и со зборови ќе ме повредувате. Не сакам да те слушам. Гледам дека тагуваш.
Но ако ја следиш оваа грешка, ќе тагуваш уште повеќе. Тоа е толку очигледно. Воопшто не го познаваш Сеитина. Полковникот Сеите Минов е од благородно семејство. Тој е многу храбар. Тој човек те натажи уште од првиот ден. Поради него го напушти балетот. Не заборавам како плачеше цели ноќи Шула. Но ти изгледа дека заборави. Таа вечер беше сватена погрешно. Бароницата излажа за да ме повреди. Емила, молчи. Не сакам да ги слушам тие оправдувања. Тој е човекот кој што те лажеше тебе уште од првиот момент. Не, Сеит не е виновен. Јас сум виновна. Те молам, вразуми се. Не ми се верува дека се ставаш во ваква безпомошна состојба. Не сум безпомошна. Влюбена сум. Срам да ти е. Мислиш дека тој е достоен за тебе? Секако. Секако. Сакаш да ти кажам што слушнав за него? Дека тој е човек кој што ги искористува жените и нивната љубов? Тие лажат, Валентина. Сакаат да го оцрнат со тие лажни обвинувања. Како можеш да бидеш толку слепа? Доста веќе, Тина. Не сакам да ги слушам твоите обвинувања. Ако овој човек е толку чесен, како што кажуваш ти, ќе дојдеше кај татко ми пред да замине на фронтот и ќе му ја кажеше својата намера. Сигурна сум дека ќе дојде од како ќе заврши војната. Исто како што дојде да те земе и во Болшој, побара одобрување од семејството, но те остави сама. Беше покрај царот на задача. Нема оправдување за напуштање на една млада девојка. Тој има други приоритети. Ако неговата намера беше искрена, немаше да те остави тебе сама овде. Немаше да преферира тајна врска. Тоа повеќе не е тајна. Еве кажувам, јас го сакам Сеит и тој ме сака мене. Ке се венчаме откако ќе се врати од задачата. Тој мене ми е се. Навистина сакам да верувам дека си среќна. Верувај, верувај, Тина. Затоа што и покрај тоа што сега страдам, среќна сум. Имам таква љубов во срцето. Срамота е што ти го кажувам ова со висок тон. Знам, ме омаловажуваш. Ги превртуваш очите. Но љубовта во мене е толку голема што тече како огромен водопад. Не можам да се спротивставам. Тоа е поразлична љубов од љубовта кон тебе, кон мама, кон татко ми, но многу е силна. Како некое чудо. Го сакам многу, со сета моја душа и цело срце. Те молам, Тина, те молам. И ти ќе се застремиш од тоа што го кажа кога ќе го запознаеш. Тој не е таков човек. Ти се колнам. Ох, Шула, навистина сакам да верувам во ова. Затоа што сакам да бидеш толку многу среќна. Нина? Многу си убава, Шула. Најубавата девојка во оваа просторија стои точно пред мене. И ти ли ја замислуваш вака твојата веритба? Не си играј со ракавиците, ќе ги искинеш. Нина, ајде, да одиме. Правецот е одреден. Ќе се движиме следејќи ја зората. Повторно ќе биде многу тешко. Знам. Утеха ми е тоа што нема да се судриме со отоманската единица.
Најмногу се плашев од соочувањето со нив. И јас исто. Нема судери неколку дена. Моралот на војниците се подобри. Кога нема борба, човек наоѓа многу време да мисли на своите сакани. Мислиш и на семејството. Некаква вест од вашите? Овие мешаници почнале да се развиваат и кај нас. Се случува, нели? Ако продолжи ова, знаеш дека нема да преживееме, нели? Сигурен сум дека луѓето и од двете страни ќе излезат да најдат некој заеднички интерес. Кој може да знае за тоа? Може би во моментов прават нешто. Срцето ми е кај татија. Но умот ми е во Алушта. Джелил. Единствен начин за да ги заштитиме нашите сакани, тоа е да успееме да победиме во оваа војна. Нема друг начин. За Владимир. За Владимир. За нашите сакани. Може да влезам? Сакам да сум сама. Загрижена сум за тебе. Нема потреба да се загрижуваш, само сакам да сум сама. Вчера беше многу убава. Како вистинска принцеза. Доста. По скандалот што го направи вчера, се уште без срам зборуваш со мене? Тина, таа жена е вистинска змија. И ти ќе се изнервираш ако ти кажеше такви работи. Не можам да те препознам, Шула. Не те препознавам уште од Петроград. Озборувањата потекнуваат од неа. Сака да не раздели. Доста. Правиш работи кои што не ти долекуваат, Шула. Но ти не ме слушаш. Те послушав. Се обидов да те разберам, но после тоа што го преживеа вчера, сватив дека повторно сум во право. Што и да има помеѓу тебе и полковникот Еминов, остава дамка врз семејството. Последен пат те предупредувам да ставиш крај на ова, Шула. Последен пат. Го направи својот избор. Љубовта на Сеид не е дамка. Тоа е чест. И за мене, и за моето семејство. Не можам да верувам, Шула, дека ова ми го зборуваш ти. Верувај, сестро. Сеид и Шула веќе се едно. Ние си припаѓаме еден на друг. Сите треба да го прифатите тоа. Јас му припаѓам нему. Што? Ако не се вратиме, писмава нека стигнат на нивните адреси. Се разбира, командант. Се молиме за вас. Нема бегање ако нашето име е впишано во куршумот. Ќе се вратиме со победа. Прашам нешто, партнеру. Спремен ли си?
Аман, колку пораснало, господја Фатма. Уште малку и ќе може и раката да ми ја бакне. Состојбата е таква каква е и нашата фарма е во мешаница. Се заборавивме. Срамота и кон вас. Никако. Машала, машала. Машала, машала. Еј, чекај да видам, што му е ова? Запче ли му расте? Да, му расте запче, деновиве, многу е вознемирен. Не ја остава мајка му да спие навечер. Фрливте ли пченица? Не, ништо не направивме. Ајде тогаш сега да направиме. Керко, кажи на господја Хаџер нека ја свари пченицата. Донесете ми една рака да ја кажа молитвата. Донесете и злато, ножици и еден молив. Ајде, земи го детево, подржи го малку. Ви благодарам. Воопшто не е тешко, гледате ли? Како да ми биде тешко за вакво нешто? Хава, ти донеси ја сликата на Сеид. Да видиме дали тој ќе биде војник како и син ми, Ајде, дојди и ти помогни. Донесовте ли? Моливот? Дај ми ја пченицата. Наспроти сестра ти, наспроти тоа што се дозна, ти реши да донесеш одлука без да зборуваш со нас. Можеш да предпоставиш дека ова е многу различна состојба од замислената. И тажни сме. Ти си многу паметна и убава девојка, Шула. Знам дека си свесна за одговорностите на господинот кој што го одбра. Знаеш дека такво нешто не може да се прифати. Секако. Сигурен сум дека откако ќе завршат неговите обврски со војската, тој самиот ќе дојде да побара одобрување. Верувајте дека така ќе биде. Ти благодарам, тато. Многу. Тина. Ова не е моето срце. Тоа се пеперутки. Многу сум среќна. Многу. Ѓузиде, немој да плачеш. Остави ја. Нека плаче. И нас не посрамоти. Еминови се најмокиното семејство тука. Каде ќе најдеш некој ваков? Тој не е човекот кој го сонувам. Не го сакам него. Навистина не го сакам него. Не го сакам. Уште и се противи. Господе, дај малку памет. Како прв пат да му бараме девојка на син ми. На што личи тоа? Мама, не зборувај така. Се возбудила девојката. Тогаш зошто плаче? Плаче ли човек од возбуда? Најверојатно се застреми девојката кога зема сликата во рака. Аман, оваа девојка е многу нервозна, да знаеш. Што викаш, да почекаме уште малку? Нека се врати Сеид. Откако добивме одобрение од моето семејство, веќе сме вереници, нели? Сега замислувам само едно нешто. Војната завршува и ти доаѓаш во нашата куќа. Тоа е многу среќен ден за мене. Сите се подготвиле за овој настан. Се обидувам да се воздржам да не скокнам во твоите раце. Минутите кои минуваат додека да останеме заедно личат на години.
се бакнуваме со очи. Потоа ти и татко ми зборувате за нашата иднина. Татко ми ни ги спојува рацете. Ти си единствената причина поради која што живеам. Ти си единствената причина поради која живеам. Те сакам, Сеид. Те сакам. Тука е шумата. А од другата страна има бездна. Можат да се движат од тука. Треба да одиме зад нив. Команданто! Оддалечени се половина час, команданто. Бројот на поведени е голем, колку што можевме да видиме. Чекаат помош. Чекаат помош, а ние треба да им ја земеме опремата пред да стигне помошта. Джилил, ти ќе се движиш по овој пат. Поред. Вие, од левата страна. Се разбира, команданте. Јас ќе се движам по овој пат. Од патот ако погледнеме кон равнината, така ќе видиме дали имаат заслоништа. Ние ќе те чекаме. Немојте да чекате повеќе од половина час. Ако не се вратам, продолжете со нападот. Како што се договоривме по планот. Да не губиме време. Како ќе кажете? Джилил, нема да ни бидат напишани имињата на тие куршуми. Така нека биде. Војско! Напред! Каде е? Ве чека во шумата. Нема потреба да доаѓаш. Ама господине... Реков да не доаѓаш. Повторно оди некаде. Ако сака да одлучи во врска со Шула, ќе мора да стави крај на ваквите заминувања на вечер. Може би се зборува со неговиот минат живот, љубов моја. Те молам, зборувај со него, Андреј. Во ред ќе зборувам. Ви кажав да не се приближувате тука. Фатија нашиот човек. Некој го открил неговиот идентитет. Луѓето на царот лесно го фатија. Очигледно има некој предавник. Што волку доцна дојдовте на моето земјиште? Очигледно е дека се сомневате во мене. Не, знаеме дека нема да бидеш на поразената страна. Нашиот однос е потребен за да може да преживее. Што сакате од мене? Мора да дознаеме кој е предавникот. Добро. Ќе се обидам да дознам. За твоите услуги ќе добиеш награда, пријател.
Ова го најдовме покрај карпата закачено на дрво, команданту. Не е мртов додека не го најдам телото. Веќе 3 дена го бараме, команданту. Ако беше повреден... Не верувам дека е мртов се додека не му го најдам телото. Петро Борински пристигна. Петро Борински. Мил Петра, многу брзо ја добивте веста. Патувам со денови. Многу ни е драго што сте сега тука со нас. Се плашам дека ниту јас немам добри вести, господјо. Сеид. Не можам да ти кажам колку ми е жал, Шула. Одамна пристигна веста дека е загубен. Со надеж чекавме да го пронајдат. Но за жал, лошата вест ја добивме минатата недела. Го загубивме, Сеид, многу ми е жал. Шула! Шула!